По твоите пантеки што одеш јас бели ружи постилав и како гладна птица верував дека јужен ветер и на запад душа постила. За кој споштра ми го каже јас по себе долго сонував и некев да се разбудам, очи да отворам за да не те изгубам. За само Почитувани гледачи, еве сме со најновото издание од емисијата од своја страна. За мои денешни гости ги имам дуото од Нини од Кавадарци, односно братот и сестричката кои што ја негуваат македонската музика и се доста успешни и прифатени на како на македонската, така и на меѓународната сцена. Велам добре дојде за Талија и Никола Василови. Добро ве најдовме. Здраво, дечки, како сте? Добри. Супер. Вие ни доаѓате од Кавадарци, како патувавте? Па, убаво. Дуото Нини, од кога постоите како дуото Нини? Па од прилика 1-2 години, баш брзо мине времето и баш е Так, Никола, ти имаш 13 години и си ученик во основното училиште во Кавадарци. Кажи ми, од кога љубовта кон свирењето и што свириш поточно, еве да доближиме кон нашите гледачи? Па јас свирам најмногу кларинет, а иначе знам да свирам и саксофон, пијано и тарабука. Така? Љубовта за музиката имам од 3 години, може се каже, доле на баба Значи, кревето. најмала возраст? Да, си имитирав како свирам на тапани, постата ме запиша на музичко и тогаш почна се да се развива. Талија, ти имаш само 9 годинки и пееш прекрасно. Кажи ми, од кога пееш и од кога љубовта кон музиката и кон песната? Па јас многу сакам да пеам, уште мала почнав да пеам и видов дека имам талент и почнав веќе професионално. Не така скроз професионално, туку Сакаше да Да. почнеш да се занимаваш по-сериозно со тоа. Кажете ми, љубовта кон музиката ви ја пренесе некој? Имате некој во семејството музичар? да. На тато. Тато. Татко ти свири на нешто? Да, на кларинет исто и на саксофон. Ве тераше да свирите или сами сакавте? Па На сами. почетокот, кога не ви каже вежбајте, Вежбајте. за да друг ден да ви се исплате и Така. нешто. Ви сметате дека Да. со вежбањето се исплати еден ден? Да. Така. Вие сте доста активни, како и пред периодот на пандемијата со COVID-19, така и сега, онлайн. Ја негувате доста македонската музика. Кажете ми, имате ли омилени македонски пејачи? Ева, Талија, која ти е омилена пејачка? Мене омилена пејачка ми е Каролина, а сега и Калиопи, затоа што имаш еден онлайн надпревар и се Така, вие викаше доста соработувате со Калиопи Калиопи, фанар. тоа после ќе го Да. опфатиме. Кога веќе ја спомнавме тука Каролина, вие имате снимено спот за песната Две лиричина. И тоа е ова CD кое што ќе го покажеме сега кон нашите гледачи. Овде сте облечени во народни носи. Пред колку време е сниман овој спот и како се одвиваше организацијата? Снимане лани во февруари или март, беше ладно, измрзнавме скроз. Да. Го снимаме така што Талија сакаше оваа песна да пее. Ве организира од фолклорното друштво? Да. За носиите, да. Така. Да, за носиите, да. Иначе и кореографија они направија, а иначе песната, мислам, аудиото го снимаше Васко Ристов, кај него Така. студиото, спотот ДТ продукција. Така и си имате CD. Со оглед на тоа дека сте големи љубители на македонската музика, јас тука предлагам да ни отсвирите нешто во живо. Вие ќе одлучите што и да можат да ве слушнат и нашите гледачи. Повелете. Лихни да, кајче веслаше, по Охридското езеро, наспроти нејзе рибари, рибари, стари другари, рибари.
не ми прајде бранови, бранови, рацете да си одморам. Лихни да кајче веслаше по Охридското езеро. Тивко си песна пеше, билја на платно белеше. Лихни да кајче веслаше по Охридското езеро. Тивко си песна пеше, билја на платно белеше. Браво, секоја чест. Јас останав без зборови и се најжив. Многу сте активни, учествувате на многу надпревари, како кај нас, така и нели во странство. Може ли да ни издвоите дел од поновите надпревари на кои што сте учествували, на кои што сте освоиле? Па сега јас онлайн праќа видеа на неколку надпревари. Првиот беше во Украина, и таму освоив второ место, па потоа во Италија, таму прво место и многу се израдував за тоа. Па потоа и во Охрид, таму исто така освоив второ место. И сега пратив видео во Албена, во Бугарија. Чекаме резултатите. Да, сега ги чекаме Ви значат ли резултати. наградите? Ви значат ли дипломите? Да, Мотивација многу. ли ви сте? Да. А се бројат ли? Не. Да, Од што се многу не се бројат. Да. Никола, ти имаш само 13 години. Сега си чинам 8 оделение. Да, сега ќе бидам 8. Ќе бидеш 8 оделение, така, од септември. Кажи ми, планираш ли да го продолжиш своето средно образование еве на музички план? Да, планирам, значи тука во Скопје средно музичко сакам да. Тука сакаш така да. запишам. Значи ти сериозно ќе се посветиш на музиката. Талија ти имаш само 9 години и многу пејачи од македонската естрада може да ти позавидат на гласот. Јас сум сведок, еве се надевам и нашите гледачи ќе можат тоа да го слушнат на телевизија. Кажете ми, имате ли настап кој што можете да го издвоите како настап на кој што сте се представиле најдобро? Мислам дека е фестивалот Сидо, затоа што тоа беше баш светска сцена, можам да кажам. Да. Така, тој се одржа каде? Во Битол. Во Битола се одржа и од меѓународен карактер, или? Па фестивал Сидо, да, од меѓународен карактер. Така, моето прашање е дали имате настапувано надвор од Македонија? Да. Имаме настапувано у многу земји, како например Бугарија, Србија, Хрватска и исто така Македонија. Е, сега, вие сте од Кавадарци, Да. таму живеете, таму учите, таму творите. Кажете ми колку градот ве препознава како млади таленти и нели како деца кои што ја негуваат традицијата на убавата песна. И дали ве ангажира можеби самиот град во настаните кои што се случуваат таму? Кавадарци е познат по чинам Гроздоберче беше како? Да, Да. сум добарче. Така. Па во Кавадарци баш голем дел од луѓе и деца не знаат. Ве препознаваат веќе, не така е. знаат, Така е. и ние имаме покани од баш многу фестивали кои ќе се заврши оваа пандемија со коронавирусот. Така. Се надеваме дека ќе стигнеме на сите фестивали. Талија, гордост ли ти е да пееш пред луѓето од твојот роден град? Да. Град? Пред Да, твоите многу сакам другари? така Те сите. тераат ли другарките кога сте во друштво да им запееш нешто? Да, Те секогаш. тераат? Да. Те снимаат? Па не да ме снимаат, ами секогаш ми викат да запеам нешто. Ти така. си таа која е организатор на добрата забава, на добрата журка во друштвото, така? Добро. Кажете ми, вие сте многу успешни уште од мали нозе. Која ви е вашата најголема мотивација? Кој ви дава најголема подршка во се што направите? Релативно сте млади и мора да имате некој да вас. Па најмногу мотивација и поддршка ни дават мама и тато. Да. Несомнено родителите. Да. Тие секогаш се до нас и не поддржуваат. Така, ве мотивираат за поголеми успеси. Да. Што е следно на вашата агенда, на вашиот план? Каде следно ќе можеме да ве видиме?
Па како што реков, имаме покани од многу фестивали. Талија нека каже. Така. Јас Чекаме резултати од надпревари. Да. Еве тука ќе ја спомнеме можеби соработката со нашата Калиопи. Вие доста соработувате со неа. да. Така, мислам дека и последната награда беше во склоп на нејзин надпревар. Да, незиниот надпревар се викаше Калиопи Файн Арт. Така. Там ние запознавме многу другари и иако беше тоа онлайн, сите се запознавме. Си разменивте така. Да. Но мене најубаво ми беше што сите сме заедно, се дружиме и се поддржуваме. Така, оваа пандемија со овој нов вирус промени многу работи, меѓутоа вие сте активни и онлайн. Што ви скрати ова ново денешно време? Вие скрати можеби дружбата, запознавањето, кое што се случуваше пред Па тоа? не, Поубаво ви беше пред тоа? Па сека поубаво е. Да, Не и се може да дружиме кажеш сите убаво. заедно, а вака Вака не, преку онлайн па може да се дружиме и затоа и преку онлайн одржаваме часови за школото. Ама не е тоа. Значи по-добро е уживо да се запознаеш со некој отколку вака онлайн. Така, и сега кога ми спомна училиштето, во училиштето се одржуваат и надпревари. Активни сте во училишните активности? Па Патронен празник ве ангажираат? да. да свириме така песни за такви напревари. Јас лани бев во училишниот хор, ама вака година Да, и почнав тоа да одам можам да ве оркестар. прашам дали сте во училишниот хор, сигурно дека сте. Талија не, затоа што Талија сега е пето оделение и не е во предметна настава. Така? Јас лани бев, оваа година почнав да одам на оркестар, а го отпишав хорот. Да, јас сакам да ве прашам и дали посетувате можеби некој курс, еве, за не знам, за селото. Јас одам на курс по англиски. Така, добро. А во склоп на музиката? Па да, одам и на музичко и свирам пијано. Така, свириш пијано. Добро, вие сте сепак деца. Кажете ми, освен со активностите во врска со музиката, со училиштето, врските, со што друго го исполнувате вашето време кога сте слободни? Па, сега Дали ти кога- знам дека возиш ролери и дека Да. паѓаш доста? Само еднаш Само паднав. еднаш? Да. Така. Многу сакам да возам ролери. Јас возам и велосипед, ама сега повеќе Повеќе ролери. А Да. Никола може би игра фудбал? Не ме био мене по спорта. Не си по спортот? Не, не Значи сум. ти си се определил То- конкретно за да, музиката. точак возам најмногу. Така. Тоа е едино од страна на спорт. Иначе слободното време го поминувам у моето мини студио, може да кажам. Кај што Вие си дома правам си имате песни на мини тие- студио? Да. Да. Кај што си правам песни за моите издавачка куќа Јак Продакшн. Така. Како за мојата имате ваша издавачка куќа? Не, таа е конкретно моја за друг жанр, на музика. Значи за забавна музика, Така. таму сме заедно со некои деца и Така. тоа го правиме во слободно време. Така, значи вие дефинитивно сте Да. се определени за и понатаму да се Инако занимавате. јас да кажем, кога имам слободно време, Добре. многу сакам гимнастика и вежбам. И вежбаш, па ти Да. се правиш, нема нешто што не прави. Добро, дечки. Јас сакам уште еднаш да ве слушнеме, да ни се представите со уште нешто, ќе не биде чест и мене и на нашите Со оваа гледачи. песна сега што ќе ја свириме, Ајде. Талија влези во финале на Калиопи Файн Арт. Да. Ајде, со ќе ја оваа слушнеме, па песна. ќе зборнеме малку за финалето. По твоите пантеки што одеш јас бели ружи постилав и како гладна птица верував дека јужен ветерина запад душа постила. За кој споштра ми го каже јас во себе долго сонував и не кев да се разбудам, очи да отворам за да не те изгубам. За само еден ден, за само еден час ми дала и цел живот да сум крај тебе јас. Со секој еден ден, штом со тебе сум јас, се она што извенало ке расцвета. Браво, браво, дечки. Талија, ти пееш дефинитивно како возрастна и зрела пеачка веќе и водителката која ќе се мажи ќе те вика на свадба да ја пееш. Не знам, видам. Така.
Кажа во финалето на Калиопи, кое место таму го освои? Па таму не знам дали Или имаше немаше само место. влегување во финале, Да, односно така. број на учесници кои што Имаше влегуваат? влегување во финале, имаше посебни награди од жирито. Талија освои како надежна звезда, така ми се нек се А викаш посебни награда. награди за Да. секој учесник? Да, јас зема второ место во инструментал. На саксофон ја свирев која песна беше? Локомотива. Локомотива, да. Локомотива. Многу си не може да ги памтиме Многу веќе. Многу се, песни. дефинитивно Да. многу се. Јас кога го спремав концептот, секако дека ќе заборавиш нешто, Не, во многу се. последно време правиме многу работи, имаме многу обврски. И затоа кога нешто не прашате за што се дешава, треба малку да размислим. А се одмарате ли? Па Па, да, нормално. Ќе одите ли на одмор? не знам, Па, ако се треба завршува Ако се среди ситуација. ситуацијата, така. Да. Дечки, јас ви честитам за се што правите, за се што сте направиле досега. Вие сте повеќе од успешни, продолжете по патеката на вашите успеси. Ви посакувам уште многу нови активности, многу нови сценски настапи, многу надпревари, многу награди, пак да се видиме во нашето студио, па и да ви дојдеме и во Кавадарци. Се надевам дека ќе не примите како гости, како телевизија. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Само јас да кажам, нели јас што освоив Ајде. прво место на Калиопи фан арт, за прво место добив награда дека Калиопи ќе доаѓа во Кавадарци. А Бато освои А, нели, да, тоа ќе го награда. Втора награда и тој ќе оди на еден концерт на Калиопи. Да. Со Калиопи, да. Браво, Талија, ти можеш да се пробаш како водителка, пошто себе памтиш и све знаеш. Целиот концепт на памет. Така, значи ти ќе бидеш дел од концерт на Калиопи, а Калиопи ќе дојде во Кавадарци да се Да. дружите. Така, па и ние ќе дојдеме тогаш и ќе снимаме, да снимаме и ние материјали. Може. Дечки, фала ви уште еднаш што бевте дел од емисијата од своја страна, ќе ви посакам уште многу нови успеси и да се видиме само за убави и успешни работи. Благодарам. Ми благодариме. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Овој пат разговорот го водев со дуото Нини од Кавадарци, односно со братчето и сестричката Никола и Талија Василови. Се надевам дека со овој позитивен и убав разговор успеавме да допреме до секој од вас. Се гледаме наредната среда во истиот термин. До тогаш бидете поздравени. Штом со тебе сум јас, се она што изведнало ке расцвета.